Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик во Основно училиште Истикбал Тетово. Денешната наставна единица ни е обработка на текст "Колку боли навредата" во страна 100 од авторот Горијан Петревски. Цели за овој час се учениците да ги препознаваат поговорките како народни мудрости и да ги разликуваат од другите видови текстови, да умеат да го разберат значењето или пораката која народниот мудрец го испраќа преку поговорката. Учениците да ја запознаат, восприемат и да ја доживеат содржината на текстот, да ги откриваат, воочуваат и идентификуваат елементите на литературниот текст, ликови, тек и редослед на настаните, време и место на случувањата, да умеат правилно да се изразуваат на македонски јазик како јазик поинаков од мајчиниот. Материјали кои ни се потребни за овој час се тетрадка и прибор за пишување. Да се потсетиме што се поговорки. Поговорки се кратки, но мудри мисли кои нешто не поучуваат. Поговорка е вид израз кој има структура на реченица и предава некое соопштение или општоважечка порака. Не постои посебен автор кој ги измислил од поговорките, тие имаат колективен автор, народот или заедницата. Текстот се наоѓа на страна 100 во учебникот и може да ги отворите вашите учебници и да ме следите внимателно додека јас читам изразно. Колку боли навредата од авторот Горијан Петревски. На ридот имаше две цреши. Едната беше стара, шуплива, речиси исушена и имаше уште само две гранки, а недалеку од неа растеше друга цреша, млада и витка. Нејзините раскошни гранки ја правеа уште поубава. Еднаш чавката и подвикна на младата цреша: "Еј, убавице, зарем не ти пречи она грда старица? Прашај ме нешто поумно, чавко, се навреди дрвото." А старата цреша не рече ништо, само горчливо се насмевна во себе и се сети на годините кога и таа беше млада и убава. Но ветрето не можеше да се воздржи. "А ти, чавко, дали ја сакаш својата мајка?" ја праша. Ама прашање му се подбиваше таа. Кој е тој што не ја сака својата мајка? Затоа треба помалку да дрдориш. А зошто? Што ти пречи тебе сето тоа? Затоа што старата цреша е незината мајка, а и таа некогаш беше најубава на овој рид. Пред повеќе години една незина семка токму ја растркалав многу понастрана. Ете, од неа изникна младото дрво, раскажуваше ветрето. Чавката како да се засрами и без збор одлета, но бидејќи беше само обична чавка, таа никогаш не дозна дека навредата боли повеќе и од рана. Порака од овој текст е: ако сакаш да не те навредуваат, немој ти да навредуваш. Сега следи изразно читање од моја страна и разговор на прашање во врска со разбраноста на содржината. Дали ви се допадна расказот? Се надевам дека ви се допадна расказот, драги ученици. Пронајди реченицата од каде се гледа дека старата цреша е навредена. Каде може да констатираме дека старата цреша е навредена? Во моментот додека чавката и подвикна на младата цреша и рече: "Еј, убавице, зарем не ти пречи она грда старица? Прашај ме нешто поумно, чавко, се навреди дрвото." А старата цреша не рече ништо, само горчливо се насмевна во себе и се сети на годините кога и таа беше млада и убава. Значи, од тоа може да констатираме дека старата цреша беше многу навредена од зборовите. Од кого се засрамила чавката и одлетела без збор? Чавката се засрамила од ветрот, бидејќи тој беше мудар и што и рече во тој момент? И рече: "А ти, чавко, дали ја сакаш својата мајка?" Затоа треба помалку да дрдориш, затоа што старата цреша е незина мајка, а и таа некогаш беше најубава на овој рид. Пред повеќе години една незина семка токму
растркалав малку понастрана. Ете, од неа изникна младото дрво. Сега, додека вие ќе може да ја читате изразно текстот во себе и тивко и да го констатираме зашто се зборува конкретно во овој текст. Овде имате некои непознати или нејасни зборови, дрдори, некој што премногу зборува или непромислено, осакатено е оштетена или витка, тенка, слаба, раскошна, убава, прекрасна. Поттикнување разговор да ја пронајдеме реченицата од текстот со која дознаваме дека старата цреша е навредена. Дали знаете кој одговор е точен? 1, 2 или 3. Прашајме нешто поумно, Чавко, одговори дрвото, а старата цреша не рече ништо, само со горчина се насмевна и бидејќи беше обично Чавка, никогаш не дозна дека навредата боли повеќе и од раната. Вие ученици треба да размислувате малку и да кажувате кој е точниот одговор според вас. Значи, точниот одговор е реченицата под број 2. Имаме некои поговорки. Народна поговорка е јазикот коски нема, а коски крши. Како може јазикот да крши коски? Ајде да дадеме наше разбирање за оваа народна поговорка. Да пронајдеме и други поговорки што се со иста или слична порака. Најпрви да разговараме за поговорката јазикот коски нема, а коски крши. Значење е дека кажаните зборови можат да бидат посилни од секакво оружје. Лошиот збор може да навреди и да остави длабоки лузни. Навредата боли повеќе исто колку некој физички да не повреди, да не ги скрши коските, дури повеќе од тоа, бидејќи со тек на време ќе зарасне, а лошиот збор не се заборава никогаш. Други поговорки што се со иста порака или слична порака е јазикот е поостар и од сабјата, што значи дека навредливиот збор боли повеќе од шлаканица, навредата боли повеќе од рана, тешката рана заздравува, но тешкиот збор не се заборава, водата се може да измие, само лошиот јазик не може, тоа значи дека лошиот збор не може да го измие, јазикот клука, глава пука, човекот страда од тоа што е кажано, што се зборува, пука, пукне некого, намерно нервира, 2 пати мери, еднаш сечи, 2 пати помисли, еднаш прозбори. Не пуштај го јазикот пред умот, кога јазикот е побрз од умот, зборот е смртоносен куршум. Што е тема и порака и содржинска анализа на кратки подцрти за овој текст? Тема е навредливите зборови на Чавката и мудриот одговор на ветрот. Содржинска анализа, старата нагрдена и младата раскошна цреша на ридот, навредливите зборови од Чавката, мудриот одговорот од ветрот, засрамената Чавка, научив дека пред некому нешто да кажеме, убаво е да размислиме. Самостојно пронајдете ја пораката во кој дел од текстот е таа. Значи пораката е навредата боли повеќе од раната. Ликови, главни ликови кои се? Ликови се црешите, млада и стара цреша, Чавката и ветерот. Описи особини на ликови, црешите се една стара, шуплива, нагрдена, осакатена, но мудра и со горчлива насмевка, а другата е млада, витка, со раскошни гранки, навредена. Чавката е црна птица, штетна, дрдорка, навредлива, засрамена, а ветерот е предизвикан, луд, мудар. Место каде се случува? Во шумата на ридот, време, пролет, преку денот. Заклучок, порака од авторот, треба да бидеме доста внимателни и да размислиме 2 пати пред да кажеме некој лош збор некому, бидејќи навредата боли и се памети за цел живот. И за вас, драги ученици, ќе имате за домашна задача вежби по изразно читање пред родителите, читај со правилна интонација,
Пробај да ја менуваш бојата на гласот за да ги имитираш чавката, ветрот и младата цреша. Треба да биде нешто како импровизирано. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.